Конструктивни разговори во добра атмосфера. Вака ги опишува работните состаноци со бугарската министерка за надворешни работи Генчовска, шефот на дипломатијата Бујар Османи. Веднаш по средбата со колешката тој замина на роденденската прослава на неговата партија, каде сподели со јавноста дека во следните денови ќе продолжи комуникацијата со Бугарија, но во различен формат, а очекува тие размислувања да се преточат во конкретни предлози за решавање на македонско-бугарскиот спор. Мислам дека нашата страна успеа да ги образложи нашите аргументи, меѓутоа внимателно ги слушнавме и нивните аргументи. Има добра основа. Во понатамошните разговори, овие идеи да се обликуваат во некакви конкретни решенија кои што потоа ќе се обидеме да ги ставиме во еден пакет кој значи платформа за надминување на разликите. Тоа што можам да кажам дека двете страни се охрабрени да продолжат, но имаме уште работа. А времето е кратко и времето и квалитетот на решенијата се важни. Квалитетот не смее да биде жртва на времето. Треба да гарантира одржливост на односите. Без разлика кое ќе биде решението, треба да биде достоинствено за двете страни и не смее да остави една страна задоволна, а друга не, вели Османи. Двете држави според него треба да направат напори да се неутрализираат предрасудите и стереотипите и да си ги сватат позициите едни на други. Инаку дводневната посета на Генчовска помина во сенка на инцидентот во Битола, а таа во улога на истражен орган сподели детали за опожарениот клуб Ванчо Михајлов. Моите очекувања се дека судството во Македонија ќе си ја заврши работата. На снимките можев да видам човек кој мирно пристигнува со велосипед и мирно истура запаллива течност пред вратата од објектот. Огнот е израз на говор на омраза. Нашите очекувања се дека Македонија и незината влада ќе имаат конзистентна и сеопфатна политика за надминување на говорот на омраза. Генчовска се сретна и со лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН, кој истакна дека нема да прифати договор, доколку не биде вклучен во преговорите и истите се на штета на македонскиот идентитет. Мицкоски побара од Генчовска официјална Софија да го тргне ветото и да се отворат преговорите без понатамошни условувања.